четврт советник од власта, кој што упати збирувачка порака до сите нас, ова е само план. Зошто таква реченица? Ова е само план. Ова може само да значи дека други советниците од власта сметаат дека бројката од 70 многу вработување е претерана, и тоа немојте да се грижите, бидејќи ова само план, нема да се оствари. Јас го имам и тоа не може да го сватам. Ако е така, што го поставувам хипотетички следното прашање. Што нас би требало да не го снемири, а сега уште да го нотираме како план? Бројкот 140 км вработувања. Ако излезе, например, јадно предпријатие со бројкот нови 140 вработувања, повторно власта ќе викаше, не си се мире, тоа е само план, и суштина нема за оствари ни една петина од секој. Сето тоа го темела на нивното мислење, дека планот се носи сега, важи за цела година, и при тоа треба да помени неколку структури и нема да се остварува пред локалните. Зошто да не се оствари пред локалните? Моје лично мислење е дека се ќе направат јавните предпријатија, овие 70 вработување да ги профнат пред локалните. И тоа е многу едноставно. Значи, вработувањето е забрането во оној момент кога ќе се распишат локалните избори. А се нема влада. Чекайте, законот вика дека треба овој план само да добие одобрение од Совет, потоа оди на Министерството за информатичко општество, тој дава одобрение, по службено вестник излегува нели за недела дена, може за неколку дена. После неколку дена Министерството за информатичко општество дава одобрение и планот веќе може да се ефектуира. Следните денови можат јавните предпријатија Значи, пак ви кажувам, штом не се распишани локалните избори може да распишат власт. Каде вадите дека не може? Не да знае. Абе, за баби и жаби нема врска тоа со тоа. Нема врска тоа со тоа, нема никакви законски пречки. Слушајте, ако речка да прајчевска знае. Правите. Знае и така. А дека нешто не е во ред. Најдобро зборувачи следните бројки. Значи, комуналец, 2015 година, имал 253 вработувања. И овие 253 вработувања, бидејќи јас најве молам, само ако може да се слушаме, не само на комуналец, и на сите останат јавни предпријатија кои што ќе ги прочитам, вработувањата, бројката на вработувања 2015 година ги ја држија константна. Скоро 5 случаи, предходните 6-7 години. И одеднаш, сите тие, кои што понатаму ќе ви кажам бројки, се значително зголемени баш за 2017 коинциденција или нешто друго имало позадина. Јас не би рекол дека е коинциденција баш во годината која што ги одржуваме локалните избори. Во 2015 комуналец имал 253, како што рекол, во 2017 планира 279, или зголемување од 11%. Случајно? Не ги рекол. Што е најинтересно? Комуналец во својот план за 2017 година не предвиде дополнителни приходни направи и на самиот план му е послаб од тој што го имаше предвидувања за остварување на добивка му се по-мали од колку тие што ги имаше во 2016 година со завршенска. Значи очекува дури и нешто по-мали приходи. Моделот на зголемување на дейност. Исто така комуналец е во регресија. Минатите години ја ширеше дейноста во просек околу 1 до 2 рурални средини годишно. За 2017 година, тоа беше моја забелешка која го устројував пред планот на комуналец, апсолутно не беше предвидено ни една рурална средина да биде оплатена со зголемување на дейност во 2017 година. Не и се, покрај сето тоа, комуналец за 2017 година предвидува зголемување на бројот на вработени од 26. Сега што правиме?
Ама тоа е план, викате вие советниците од власта, тоа не мора да се оствари. Зошто го напишал тоа комуналец? Во Волово, 2015 имаме 208 работувања, 2017 216 или 5% големо масо. Исто и Волово немаше мртна точка во делот на работување. Морам да признам дека јавните предпријатија во општина Битола беа многу дисциплинирани во делот на зголемување на бројот на вработени. Држаа константност. Тоа што ќе се пензионираше, тоа го заменуваја, имајќи во предвид дека и самите свесни дека се соочуваат со низа финансиски проблеми и дека ќе представува финансиски товар. Сето тоа го забораваме во годината на локални фискали. И тоа е случај. Искоград 150.000 до 2015 работен, 164 или зголемување од скоро 10% до 2017 година. Почитувани колеги, слабо го сум убеден дека ова не е случајно. Времето ќе покаже дали сум го право или не. Дали на вистина Министерството за информатичко општество на брзина ќе да се формира нова влада и ќе донесе одлука за реализирање на работувањата и дали веднаш после тоа јавните предпријатија ќе распишат конкурсите за работување. Во работување дека тоа ќе направи. Дали ќе луѓе ќе бидат партиски? Мислам дека на оваа тема не треба да разговараме. Сите живееме во Македонија, знаеме како да работувањата, знаеме кој е главниот критериум. Ние за жал не сме мелиократско општество. Немаме јасно дефинирани критериуми во форма на квалитет, образование, вештини, знаење и така натаму. И верувајте, нема потие критериуми да бидат. Не случајно, повторно ги речам, се тоа е овди пред локалните избори. Иначе образложението, което во најголем дел фигурира во новите работувања, гласи по ефикасна реализација на услугите на секторот. Сега, пред малку ви кажам дека всушност јавните предпријатија не предвидуваат значителни, да не речам никакви променувања на обемот на својата работа во 2017 година. И од тие причини сметам дека овие бројки се претерани. И на крајот, не може да се покриво, да бидат из долго. Иначе, само се да реченици ќе се надобри темата. Ова власт е нормална, најнормална, кој што рече господинот Милошевски, меѓутоа господинот Ставровски рече, ние сме нормални. Благодарам.